Почитуване, Зоран Заев треба да си поднесе оставка, а институциите треба да го проверат сонмежот за огромниот криминал и расипничкото трошење на народните пари. Видовме како не една, туку 3 фирми на функционер на СДСМ Левтер Андонов добивале тендери од општина Струмица и струмичките јавни предпријатија, а на сметките се свртеле милиони. Уште поскандалозно е тоа што општина Струмица го претплатувала и превозот на ученици, кој скоро двојно поскап од една Битола. Дел од тие тендери за превоз земала и фирмата Фаворит Тритерол во собственост на функционерот на СДСМ Левтер Андонов. Еве нови примери од кои се гледа дека општина Струмица плаќала за 100% поскап превоз од една Битола. За релацијата Чанаклија, Гичерлија, Сара и Струмица, што е во должина од 14 км, општина Струмица плаќа 120 денари, додека општина Битола за исто толкова раздалеченост на местата Битола до Бромиери плаќа 65 денари, што е скоро за 100%, односно 2 пати поевтина цена. За релација Велјуса, Водоча, Баница, Струмица, што е некаде околу 9,8 км, општина Струмица плаќа по 70,5 денари по ученик, а општина Битола за релација со слична должина Битола-Брусник плаќа само 39 денари или скоро 2 пати поевтино. Погледнете го ова. За релацијата Старо Конјарово, Дражово Смоларе, Ново Конјарово, Самуилово Струмица, што е во приближна должина од 39 км, општина Струмица плаќала дури 133 денари по ученик, а за релација со приближно иста должина од Битола до Бучин, општина Битола плаќала само 94 денари, разлика од цели 39 денари. Повторно тендерот на оваа претплатена дестинација го добила фирмата Тритерол Доел Струмица. И примерот кој ќе го повториме и е најеклетантен пример за разграбување на граѓаните за релацијата Струмица, Чанаклија, Гечерлија, Сара и Просаниково, што е во должина приближно од 24 км. Општина Струмица плаќа дури 160 денари по ученик, а исто толку долга релација од Битола до Иванчевци, општина Битола плаќа само 49 денари, или 3,5 пати помалку од општина Струмица и Зоран Заев. Почитувани, СРЈО треба да престане со политички прогон на Владе Талески и треба веднаш да се занимава со аферата со двојно претплатен превоз на Зоран Заев во Струмица. Обвинителството и сите други надлежни институции треба веднаш да испитаат зошто од примерите кои јасно ги увидовме. Струмица плаќала за 100% поскап превоз од една Битола. Да се направи точна проценка на штетата и да се санкционираат сторителите на овој скандал, кој отвара сомненија на тежок криминал. Благодарам.